почитувани борци, почитувани ослободители на Скопје, почитувани представници на владата, почитувани представници на збратимените градови на град Скопје, Ваши екселенции. Тешко паѓа на човек после вакви мудрости изговорени на ослободител на нашиот град да може да каже нешто по паметно. Благодарам, Чичко Трајко, и на тебе, на твојата генерација, благодарам на сите овде присутни, кои што вложивте делови од вашите животи, од вашата младост, за да го имаме ова што го имаме денес, за да го имаме слободно, демократско Скопје. Затоа што секој град има датум во својата историја. Некои градови го слават денот на своето основање. Некои градови го слават својот заштитник, но зарем има поголема и повеличествена прослава од тоа да се слави слободата. Слободата која што извојувавте вие, ценети наши борци. Вие што жртвувавте и животи, и младости, и идни на вашите семејства. Искрено се радувам што Скопје не слави некакви легендарни основања, митски војсководци и слично, туку го слави највисокиот идеал на секој човек – слободата. Ниедна борба за слобода не е лесна, а најмалку нашата, македонската. Многу борци ги положиле своите животи за нашата подобра иднина, а меѓу нив и оние чија што дејност целосно била врзана во, за и околу Скопје. Орце Николов, Вера Јоцич, Цветан Димов, Раде Јовчевски-Корчагин, Александар Урдаревски, Страшо Пинџур, Мирче Ацев, Дане Крапчев, Боро Петрушевски и други истакнати историски личности на нашиот град. Овој наш град го изгуби речиси целото свое еврејско население. А во текот на војната животите ги загубиле 4654 граѓани на Скопје, од кои што 956 во борбите, а 3698 како жртви на фашистичкиот терор. И тоа, фашистички терор и окупација кои што започнале во април 1941 и траеле до ослободувањето на Скопје, до денешен ден 1944 година. И тоа треба јасно и гласно да се каже. Уште еднаш, да ја оддадеме нашата длабока почит кон сите кои што го дадоа својот живот за слободата на градот, но и кон вас, преживеаните борци, кои се тука да не подсетат за овој 13 ноември пред 75 години. Да не подсетат на бројните херојски борби, кои со неискрен слободарски дух се водеа тој ден низ скопските улици, Мала, Сокаци, и уште еднаш, како и секоја наредна година, да ги пренесат спомените на новите генерации кои доаѓаат како идни граѓани на овој град. 13 ноември нас не обврзува на почит и верност кон градот, но и да никогаш не заборавиме колку е скапа слободата. Ако сите го сакаме овој град, како што го сака нашите ослободители, тогаш и само тогаш Скопје ќе биде несомнено многу поубаво место за живење. Нека ни е честита 75 годишнината од ослободувањето на Скопје. Никогаш да не згасне споменот на нашите ослободители. Честит 13 ноември.